се учениците на подрачното основно училиште село Броштица, кое се наоѓа најистурено од центар Жупа и се наоѓа на 1400 метри надморска височина. Во оваа село се школуваат 154 деца и бидејќи нема можност овие деца да го видат другарот Јосип Броз Тито на живо, ниту пак нема некоја поголема можност да сите ние патуваме до гробот на другарот Јосип Броз Тито, наша желба од наставниците кои работевме во висшата настава во ова подрачно основно училиште беше да ние заминиме пеш до гробот на другарот Јосип Броз Тито, пак кога би се вратиле назад, да им кажуваме на овие деца како изгледаше и како ние патувавме до местото на Дедиње или Ужичка 15, па да им раскажуваме на децава како беше уредено гробот на другарот Јосип Броз Тито и како беше нашето патување до само Дедиње. Се викам Атив Бајрамовски од село Тишани, недалеко од Дебар 10 км. Завршен сум наставник по историја и географија, а во подрачното основно училиште Моша Пијаде во село Броштица предавам исто историја и географија со дополнување на музичко и домаќинство. Јас сум Абди Амерсовски, роден во село Џепиште, која е на далечина од градот Дебар, околу 10 км. Се викам Сејадин Иседовски, сум од Дебар. Иначе вработен како наставник во подрачното основно училиште Моша Пијаде во село Броштица. Предавам француски, ото и ликовно. Се викам Трајче Папазовски, од Велес сум. Иначе, за идејата за одење во Београд пешки, ми соопштија моите пријатели и другари со кои што живеам од подамна. И освен нас четворицата, беше уште еден член кој што мораме да го споменеме, бидејќи се наоѓа на ослужување на војниот рок, Страшевски Стојан, исто од Дебар, иначе вработен во подрачното училиште овде во Броштица. Составот на нашата група беше двојца македонци муслимани и јас бев албанец. Мотивацијата за патувањето пеш до гробот на другарот Јосип Броз Тито до Ужичка 15 тргна од тоа што еден ден, читајќи во Нова Македонија за пензионер од Скопје, кој тргна пеш да патува до гробот на другарот Тито, ние тоа читајќи го заедно со еден колега кој заедно работиме, другарот Атил Бајрамовски, и дојде до разговор меѓу двајцата нас, па со тоа и се појави нашата прва желба за да тргнеме пеш до гробот на другарот Јосип Броз Тито. Тоа ние им го соопштиме на нашите други колеги кои работаат во ова подрачно основно училиште Моша Пијаде село Броштица. На еден наш заеднички колективен состанок ние се договориме и после тој договор ние решиме да истото го соопштиме и до центарот на нашето основно училиште Моша Пијаде, центар Жупа. Ние како училиште таа иницијатива доброволно ја прифативме со задоволство, бидејќи училиште со 1228 ученици, со 8 подрачни училишта и едно од тие подрачни училишта беше чест за нас
како подрачно училиште нивните вработени да го посетат гробот на Тито и сите вработени на наставничкиот колегиум едногласно со аплауз ја прифатија оваа иницијатива. И ги ослободивме од обврските што требаше да одат на гробот на Тито, со тоа што статистиката и педагошката администрација, евиденција, што требаше да ја изготвуваат овие наставници од подрачното училиште село Броштица, ја препуштивме да ја земи други наставници да ја земаат, со тоа што да им помогнат да бидат ослободени во припремите за тргнувањето. Кога разбраме ние во селово, јас сум иначе секретар на Сојузот на комунистите во селото и веднаш стапиме во контакт со истите наставници да разговараме за нивната идеја што ја покренаа тие да истите појдат до гробот на другарот Тито. Ние тоа со радост сите го прифатиме како селани, како младина, како членови на ЕСКА и веднаш почнавме да контактираме со истите наставници за да стапиме во контакт со нешто да им помогнеме со некои средства кои ќе бидат услов за подобро патување на истите наши наставници кои работат во ова наше село, кои се... Се што и помогнати како ги испратите? Па ние, вака да речем конкретно, ги помогнеме со парични средства. Мене, како историчар, единствена желба ми беше да ги осетам оние маки, партизански маки, кои ги воде нашите партизани во онаа народно-ослободителна борба едно. Второ, бидејќи не сум го видел другарот Јосип Броз Тито, за кој стварно жалам, за тоа што не го имам видено на живо, ликот не го имам него видено, но сепак Тито останува во мене жив. Во моето срце никогаш не може да се избрише, ниту пак некој ќе се роди да го избрише тој лик. И затоа решив да одам пеш до Дедиње, да го посетам гробот на другарот Јосип Броз Тито и на овие идни генерации, што јас им предавам за историја и географија, на сите идни генерации што доаѓаат, што јас ќе ги воспитувам, да им го пренесувам онаа што јас сум го доживел по пат, да им кажувам нешто за тие маки партизаните што ги воделе во народно-ослободителната борба и наравно моите маки кои ете јас ги здобив или се здобив со такво осеќање кога заминував пеш. Јас другарот Јосип Броз Тито не сум го видел во живо и затоа можам да жажалам, а бидејќи не сум го видел во живо и затоа решив да тргнам пеш за да се одолжам од она што во живо не сум го видел и да ги осетам маките на нашите партизани кои ги доживеле во текот на нашата револуција. Као преседник на основната младинска организација од село Джепиште, јас бев принуден и морав да ги сообштам младинците од истото село и да им кажа дека тргнувам пеш до гробот на другарот Јосип Броз Тито. Со тоа искажување младинците длабоко се воскитија и го поздравија тој мој предлог и изразија желба дека ќе продолжат да го следат патот на другарот Јосип Броз Тито, а со тоа и дека при дочекот, кога ќе се вратам назад, ќе припремат свечен дочек. Па од Дебар не испратија многу добро. Тука беа сите овие
представниците на политичките организации. Имаше и беа и овај беше и нашиот покровител. Тој најповеќе што ни помогна председникот на Социјалистички сојуз, Рашид Абазовски. Имаше и од местната заедница од село Брошчица и тие доста ни помогна. Имаше и од основното училиште Моша Пијаде, директорот, заменикот, секретарот беше кој најголемо задоволство ни причина кога тој ни поклона на сите нас по еден карамфил, по едно свеќе. Дневно нас просекот дневно ни доаѓаше да патуваме негде околу по 52 километри, а се десуваше да патуваме 60 или 70 затоа што некој ден каде што бевне повеќе уморени, спиевне, а некој ден патувавне од Сабајле, значи некаде до 3 саат од Сабајле патувавне, па до 1 или 2 после полноќ. А после се сместувавне онаму каде што ќе најдеме во Вречички, што ни ги даде територијална одбрана од Дебар. Таму се сместуване, било тоа да е шума, некоја лединка, ќе се сместевне со вречиците, ќе влезевне натре, ќе спиевне до Сабајле, па Сабајле само од излегувањето на сонцето ние мораше да бидеме на нозе за да патуваме. Вкупно ние пропешачевне 600 километри, така ни беше и маршрутата напишана, 600 километри за најдрагиот наш учител, Јосип Броз Тито, а може да испадна по наша километража, бидејќи немаме да мериме километри, 650 бидејќи влегувавме во градови за да земаме храна со нас сува, па додека влезевне во еден град, додека излезевне надвор, од тој град се правевне, сето тоа беше во километража прорачуната. Ми се чини дека ниту еден момент не ми беше тешко, бидејќи знаев каде одам, прво. Меѓутоа, секако оние физички способности се осетија најмногу првиот и вториот ден. Посебно вториот ден, бидејќи првиот ден префорсиравме доста, 55 километри поминавме, во каде што ја гледам и нашата грешка. И вториот ден бевме навистина толку многу уморени што препешачивме некаде околу 20 на километри до 30. Така нешто беше. Каде се спиевте од текот на нощта? Спиевме каде ќе не затечеше ноќта. На кој место? Од поаѓање? Од поаѓањето прво спиевме на петлето кај Маврово, каде што патот се дели према Кичево и према Скопје. После тоа спиевме близу Скопје, па после каде тоа беше над Врање, под Врање, уствари над не знам, не можам точно да се сетам, важно, знам дека на секој 50 на километри беше така планот направен, 45 километри до 50 километри да направиме одмор, добар одмор, за да можеме наредниот ден да го продолжиме патот. Меѓутоа се случуваше, например, да патуваме и 72 километри. И тоа не сме го почувствувале. Веќе кога се уходавме, кога кондицијата со нас више завладеа, патувавме и по 72 километри, а да не се сетиме. Кога стигнавме ние каде што се одморивме ми се чини дека во едни кампови беше, и кога прашавме колку е далечината, они ни рекоа 72 километри. Просто не верувавме никој. Одите сега по автопат? Се по автопат, и баш тоа беше еден автопат каде што се уште втората лента не беше пуштена, така да без пречки се движевме по автопатот. Ние сите како вака млади и скоро сите речиси активно се бавиме со спорт, бидејќи и активно се бавиме со спорт, а исто така и патуваме секојдневно. Околу 6 и 6 км, тоа е некаде 12 км секојдневно. Бидејќи кондиционо, да речам, секојдневно беме спремни и за патувањето до Ужичка 15 до гробот на другарот Јосип Броз Тито, мислеме дека нема да има проблеми и така испадна, уз патот немаше никакви проблеми. Другарството на пат беше многу големо. Многу се сакавме, имавме шали по пат, например на некому ако му болеше ногата или нешто, без разлика што имаше другите му помага, го теша, му праве масажа, му вика уште малце, тука е, ќе стигнеме уште малце, нема проблеми, ово оно. Другарството беше тоа што натера да издржите? Другарството беше нормално тоа што не натера да издржеме. Не можеше тука, например, да се откажиш од патот, иначе тој другарот ти рече, абе,
Ако треба нарамо ќе те однесеме до таму. Видите, најтешко на овој пат нас ни беше првиот ден тргнувањето од Дебар, па кога стигнаме на раскрсницата Маврово-Кичево. И тука и ноќеваме првиот ден. Втор ден за осеќавање на тешкотија и мака ни беше во местото Алексинац, каде што двајца наши другари требаше да се јават на лекар ради лекарска помош, а тоа беа другарите Атив Бајрамовски и Сејадин Исеиновски. Кога стигнале во Алексинац, двајцата другари побараа помош и ние заедно сите петорица отидовне и се јавија на лекар. После укажаната помош, ние одржане краток састанак, на кој састанак беше речено да нема повратак назад, да се продолжи само напред и ништо повеќе. Мене ми беше најтешко во Алексинац кога ојдовме на лекар, спиевме во кампот тука и со Бајлината станавме, ојдовме на лекарски преглед и лекарката рече да ги виде нозите, нозите беа се упропастени. И таа ми вика мене, дечко, за тебе патувањето е завршено. Јас реков, патувањето само мртов ќе биде завршено за мене. Заминав со упут на хирургија на таа лекарска установа и ми беше даден упут да јас не смеам да патувам понатаму, него да останам да се правам операција на попуштените вени позади, што ги имав на ногата, но јас преднив го скинав упутот и реков за мене тоа не важи, кога не важел за некои други, одноп и за мене не важи, го скинав упутот и продолжив со нив заедно. Према планот, во Београд точно на Дедиње требаше да стигнеме на 4 јули, денот на борецот, тоа беше фактички нашата цел, која што ја исполнивме точно после 14 дена патување. На 13 вечерта бевме пред Београд, тоа беше плански остварено, останавме да се одмориме добро, за да на 14 со Бајлината околу 8 сатот бидеме на Дедиње. Јас другарот Тито на живо вака не сум го видел. Но јас кога мене ова ми остана во долго сеќавање кога почнавме да се качуваме таму по скалите на гробот на Тито, јас мислев дека летам, а не пешачам. И најузбудливо можам да ви речем ми беше кога само што влеговме на вратата од Дедиње. Ми се чинеше, како што рече и Сејадин, како да летам, а не да пешачам или да сум поминал толку големи маки. Бидејќи премногу ми е добро познат тој лик и премногу сум го чувствувал во себе и се уште го чувствувам, а Југословенската народна армија, поточно војниот рок го служев на Дедиње, 78 година, и имав прилика лично да му давам почаст на 3 пати во неговите средби со председателот на Кина, Маотој Хуо Кофенг, и таа повторна средба сега, кога веќе чувствував дека го нема, не можев да опишам, ми се чини. Бидејќи ми беше, не се осеќав така способен. За нашето патување до гробот на нашиот сакан Јосип Броз Тито водевне и дневник, и во тој дневник ги запишуваме сите наши случки, згоди и незгоди. Јас ќе ви прочитам за 2 дена од тој дневник. Првиот ден е кога ние тргнавме од 22.6.1981 година. Се собравме пред зградата на Општинскиот комитет од Дебар. Сите ние петорица, опремени со опремата и чекавме само момент кога треба да тргнеме. Точно тргнавме во 8:45 минути. Од нашето тргнување не испратија сите политички лица, се прегрнавне и со песната "Друже Тито, ние ти се колнеме", тргнавне да одиме, да го прошетаме градот и после заминавне по пат за Београд. Втор дел што ќе ви прочитам од овој дневник е на 28.6.1981 година недела, кога ние стигнавме, кога тргнавме за Лесковац.
Лесковачкото поле се протега далеку пред нас. Уморни, гладни, жедни, одиме, пешачиме со болки на нозете, али со една желба во нашите срца да стигнеме точно на време на гробот на другарот Јосип Броз Тито. Во едно село, близу Нишкото поле, ние побаравме вода. Една стара жена излезе, ни даде вода и кога ние и кажавме каде одиме, таа со добар глас, со смеја и со подигната рака ни рече: среќан пут, сине или децо. Тито, за да представи кај некој човек нешто за да каже, тоа треба многу да се кажува, но јас би рекол само неколку реченици. Тито представува за мене еден великан над великаните, или великан на историјата на нашата социјалистичка, неврзана, братска Југославија. Ми се чини дека не постои човек денеска кој што е за Југославија, за братството и единството, на кој што Тито може да му остане мртов. Ми се чини дека не постои човек. Тоа мое патување и тие средби тамо што ги имавме, ги пренесовме на моите пријатели, на моите другари. И секогаш, во секој момент кога ќе сум се нашол во некое друштво, сум бил просто провоциран за да разговарам само да разговарам само за тоа. И покрај тоа што сум зборувал по 2-3 сата за тоа, не сум се осеќал ниту еден момент дека ми е досадно. Или дека не сакам повеќе да зборувам за тие работи. Ликот негов ти останува како вечно жива слика. Ликот негов ми останува како вечна слика и никој не може, и нема таква сила која што може да стори нешто за да го избрише тој лик од мене. Но кај мене не постои Тито мртов. Кај мене постои Тито жив. Додека јас живеам, додека живеат моето поколение и така натаму, или додека јас работам како наставник, и додека ги воспитувам овие генерации, идни генерации, Тито останува жив за мене и за останатите членови на моето поколение и на сите оние поколенија што доаѓа, што јас треба да ги воспитувам, Тито останува жив. Во нашево подрачно училиште Моша Пијаде во село Броштица вака почнува секој час по музичко воспитување и тоа ни една како химна и секој час на музичко воспитување ние почнуваме со песната Друже Тито ми ти се кунемо.